Почитуван колега Зендели, кој нетранспарентно и неправно и недаловнички ве разрешија, се уште стои тоа во нашите мемории. Во членот 26 од овој закон, подзаконските акти вели предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 9 месеци од денот на влегување во сила на овој закон. Колеги, што ќе правиме 9 месеци? Јас знам, но исто така знам и можам да претпоставам власта што ќе прави 9 месеци. Власта 9 месеци ќе дели пасоши на криминалци. Власта 9 месеци ќе продолжи да финансиски стабилност да им дава на малолетни лица преку Државниот просветен инспекторат, замислете. Знаете, оние финансии што ги делеше на малолетници, средношколци, за да го уништи протестот на наставниците. И знаете, распоредот на целиот криминал кој се прави во оваа држава, рекетот, хаосот кој се прави, забележан и од државниот ревизор, кој потврди дека мерките на владата се неуспешни, невремени, нетранспарентни, кога институциите потврдуваат, редно и вие, колеги, да потврдите дека криминалот е во највисока можна позиција во нашата држава. Но, знаете како? Делеле средства и се делат средства без план, се одвива целата таа работа. Но што ќе ви е план, кога замислете во буџетот кој го правеше сегашниот нелегитимен премиер, дозволи 30 милиони евра за зелена агенда, дозволи толку многу непродуктивни трошоци, а денес се фали истиот тој кога правеше буџетот, се фали дека ќе крати непродуктивни трошоци. Знаете, иронијата е во тоа дека не само еден пример каде крати тој, крати на многу нешта. Замислете, за реконструкција на кров во Основно училиште Кузман Шапкарев во населба Драчево се дозволуваат 10.000 денари за реконструкција на кров, а на Заев му се дозволија да има на неговата фирма 1,4 милиони евра. Ете вашата финансиска транспарентност и одговорност која ја имате. Ви благодарам.